Зимска опрема за побезбедно возење. Роботска хирургија со минимален пристап. Романија купува 32 стелт авиони F-35. Европа мора да се подготви за трговска војна со САД. Европската комисија му нареди на Apple да прекине со геоблокирањето. Apple се откажа од паметниот прстен. Вештачка интелигенција во тетовирање. Какао за здрава коса. Светлана Мојсов, инноваторка на лекото Оземпик. Во рамки на кампањата Користи зимска опрема, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата ги потсетува возачите на законската обврска за поседување зимска опрема во возилото од 15 ноември до 15 март. Временските услови, како што се влажни коловози, пониски температури, врнежи од дожд и снег и намалена видливост, можат да го зголемат времето на реакција на возачите, да ги деконцентрираат и да го продолжат со пирачкиот пат. Затоа, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата апелира возачите да се подготват за зимските услови, да ја проверат зимската опрема и да ги следат сите сообраќајни правила и прописи за побезбедно учество во сообраќајот. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата советува редовно проверување на возилото, вклучувајќи проверка на антифризот, маслото во моторот, течноста за бришачите, акумулаторот и притисокот на пневматиците. Возачите треба да се обезбедат со течност или спреј за одмрзнување на стакло и брави. Придржувањето до овие препораки, како и следење на временските услови и прилагодување на возењето, значително ќе го намали ризикот од несреќи. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата исто така апелира возачите да возат внимателно, да одржуваат поголемо растојание меѓу возилата и да избегнуваат нагло сопирање или менување на брзината. Роботот Версиус, представен во болницата Жан Митрев, представува иновација во хируршката медицина. Овој систем е дизајниран за минимално инвазивни оперативни процедури, кои ги изведува со висок степен на прецизност. Роботот има модулирани раце кои целосно ги имитираат движењата на човечката рака и се користат за извршување на лапароскопски операции во повеќе медицински области. Версиус е посебно корисен во урологијата, гастроентерохепатологијата и гинекологијата. Неговото користење значително го намалува времето на опоравување на пациентите и го зголемува успехот на хируршките процедури. Романскиот парламент го одобри купувањето на 32 стелт авиони F-35 од Соединетите Американски држави, со што се заокружува значајна инвестиција во модернизација на воздухопловните сили. Оваа набавка, вредна 6,5 милиарди евра, вклучува и дополнителна опрема, резервни делови и логистичка поддршка, а испораката на авионите е планирана да започне во 2031 година. Романската влада планира да набави уште 16 авиони како надополнување на трите ескадрили кои во моментот се опремени со F-16. Ова ќе овозможи побрзо адаптирање на воздухопловството на новите стандарди за безбедност и одбрана. Европа се соочува со можноста за трговска војна со Соединетите Американски држави, поради растечките економски тензии и различни ставови за трговските политики. Европската унија мора да се подготви за нови економски предизвици, особено поради одлуките на Соединетите Американски држави, кои можат да ја променат глобалната трговска динамика. Стратегијата на Европа треба да се фокусира на поддршка на домашната индустрија и балансирање на трговските односи со Соединетите Американски држави. Иако ситуацијата создава несигурност, Европската унија има капацитет да се адаптира и да се обиде да ги минимализира негативните последици. Зголемените тарифи и други заштитни мерки од страна на Соединетите Американски држави можат да ја ограничат конкурентноста на европските производители, но Европа има механизми за контрамерки и заштита на своите интереси. Европската комисија му нареди на Apple да ја прекине праксата на географско блокирање на нивните услуги во Европската унија. Оваа практика подразбира различен кориснички интерфејс за корисниците во различни земји, што ги ограничува потрошувачите при пристапување до одредени апликации или можности за купување. Според новите регулативи, Apple треба да овозможи пристап до услугите без ограничување на базата на географска локација. Регулативите за геоблокирање забрануваат дискриминација меѓу потрошувачите во рамки на Европската унија. Ако Apple не ја усогласи својата практика со овие правила, може да следат санкции од националните власти за заштита на потрошувачите. Apple се откажа од плановите да лансира паметен прстен, потврдувајќи ги шпекулациите дека компанијата нема да влезе во оваа категорија на уреди. Иако во последно време се забележува зголемена популарност на паметните прстени, Apple ќе продолжи да се фокусира на развојот на Apple Watch, кој веќе е добро позициониран на пазарот. Одлуката да не се пресели во производството на паметни прстени ја потврдува стратегијата на компанијата да не конкурира директно со своите постоечки производи.
Некои уметници за тетовирање започнуваат да користат вештачка интелигенција за создавање скици, додека други остануваат верни на традиционалните методи. Технологијата овозможува брзо генерирање на различни дизајни, но тоа предизвикува контроверзи во индустријата. Критичарите сметаат дека користењето на вештачката интелигенција е како спортување на стероиди, бидејќи ја намалува важноста на личната креативност и талентот на уметникот. И покрај тоа, генеративните алатки за вештачка интелигенција значително ги олеснуваат работите за тетовирачите, кои можат да добијат брзи и разновидни скици. Иако некои уметници се среќни со користењето на овие нови технологии, други продолжуваат да се држат до своите традиционални методи на работа, што го прави тетовирањето и понатаму уметност која бара посебни вештини и личен допир. Вистина е дека побелувањето на косата е природен процес, но кај некои луѓе може да се појави многу порано отколку што е вообичаено. Доктор Асиф Ахмед од Универзитетот на Саутемптон во Велика Британија тврди дека седата коса може да биде знак на недостаток на бакар. Вистина е дека бакарот има важна улога во здравието на косата, кожата, нивоото на енергија и метаболизмот. Недостатокот на бакар е редок, но во последно време се забележуваат повеќе случаи. Ахмед предупредува дека иако недостатокот може да биде причина за седата коса, важно е да се избегнува преоптоварување со бакар преку додатоци, бидејќи тоа може да предизвика здравствени проблеми. Според Националната здравствена служба на Велика Британија, препорачаната дневна доза бакар за возрастни лица е 1,2 мг, а тој се добива од храна како јаткасти плодови, школки и органски производи од животни. Вистина е дека за спречување на појавата на седата коса, доктор Ахмед препорачува редовно консумирање на какаово прав. Какаото не само што помага во одржување на бојата на косата, туку има и бројни придобивки за целокупното здравје. Вистина е дека какаото е богато со антиоксиданти, кои помагаат во борбата против слободните радикали, штитат од воспаленија и го зајакнуваат имунолошкиот систем. Со редовно консумирање на какао се подобрува циркулацијата на крвта, што е од корист не само за здравието на косата, туку и за здравието на срцето и кожата. Ова ја зголемува снабденоста на клетките со хранливи материи и кислород, што може да го забави процесот на побелување на косата. Вистина е дека какаото е исто така богат извор на магнезиум и железо, два клучни минерали за здравието на косата. Вистина е дека магнезиумот помага во одржувањето на здрави фоликули и во спречување на проблеми како што е испукана или сува коса, додека железото е важно за здрави корени и коса. Недостатокот на железо често е поврзан со губење на коса, па затоа какаото може да помогне во одржувањето на здравата структура на косата. Вистина е дека какаото содржи и влакна, кои се корисни за дигестивниот систем и го поддржуваат нормалниот метаболизам, што дополнително може да има позитивен ефект на здравието на кожата и косата. Вистина е дека доктор Ахмед препорачува да се додава какаово прав во исхраната секој ден, за да се спречи појавата на повеќе седа коса и да се поддржи здравието на кожата и косата. За најдобри резултати, какаото може да се комбинира со јогурт или напивка со протеини, што ќе помогне во зголемувањето на здравите нутриенти и ќе го подобри општото здравје. Вистина е дека оваа комбинација може да го зајакне метаболизмот и да помогне во подобрувањето на нивоото на енергија, што исто така може да биде корисно за општото здравје и благосостојба. Македонскиот научник Светлана Мојсов, родена во Скопје, има авторски права над светски познатиот лек Оземпик. Таа, која студирала во Србија, сега е главен научник на приватниот универзитет Рокфелер во Њујорк, Соединетите Американски држави. Мојсов стои зад иновацијата на овој лек кој има значително влијание во лечењето на дијабетес и управувањето со тежината. Зимска опрема за побезбедно возење. Роботска хирургија со минимален пристап. Романија купува 32 стелт авиони F-35. Европа мора да се подготви за трговска војна со САД. Европската комисија му нареди на Apple да прекине со геоблокирањето. Apple се откажа од паметниот прстен. Вештачка интелигенција во тетовирање. Какао за здрава коса. Светлана Мојсов, инноваторка на лекот Оземпик.